Драги гледачи, добродојавте назад во уште едно издание на вашата и наша 00748. Денеска имам таа чест да го угостам еден мој пријател и предсе стручњак од практиката за кривично право на Факултетот за безбедност со Скопје, господин Зоран Петковиќ Бакли. Добар ден и ви благодарам што ја прифативте поканата и на почеток кој е Зоран Петковиќ? Зоран Петковиќ Бакли е роден во Скопје, во општината Центар, познатото Староскопско Мало Крњево, и до трета година гимназија заврши во Скопската гимназија Цветан Димов, потоа матурирав последната година во Београд, во 6-та Београдска, и па се вратив во Скопје, дипломирав на Правниот факултет во Скопје и потоа почнав да работам на повеќе служби. Првата работа ми беше финансов инспектор во тогашен СОК, после тоа во повеќе служби, меѓу кои МВР, ГСВР тогашно. На крајот, поред другите служби пред тоа, на крајот завршив како 20 годишен адвокат, 20 годишни во адвокатурата, каде што покрај другото бев 12 години член на управниот одбор на Адвокатската комора и денеска повеќе од 15-12 години сум во пензија. Меѓутоа имам активности посебно на полето од аспект на кривичното право и криминалот и организираниот криминал и корупцијата како експерт, односно изведувач на практична настава по 3 предмети: кривично право, организиран криминал и корупција кај професорот Лабович, со кого трајно се работуваме на овие 3 предмети за обука од аспект на практична настава на студентите на Факултетот на безбедност во Идрисдово. Професоре, односно експерт по оваа проблематика, пред да навлеземе малце подетално во сите овие документи што вие ми ги проследивте, да ве прашам од вашето повеќе децениско искуство што го имате. Дали ќе се сложите дека Македонија номинално беше независна само на 8 септември 1991 година и веќе од понеделникот 9 септември почна одредени личности, лоби групи од таа страна на законот да ја загризуваат независноста, сувереноста, интегритетот на оваа држава, а се тоа преку она што се нарекува непочитување на законите, уставот, немање правда. Начално од овие сега гледања ќе се сложам начално, меѓутоа тогаш како млад правник и активист и борец од целиот живот и за време на бившата Југославија и за време на нашава Македонија, не бев свесен дека од тогаш почна да не се почитуваат во толкова голема мера законите, бидејќи негде 94-та почнав со адвокатурата да работам и да имам контакти директни со нашето правосудство, односно судството. Така да бев во тек кога почна да се разградува нашиот правен систем, почнувајќи од проблемите или да кажеме празнини во уставот и посебно од првиот наш македонски кривичен закон. Предлогот на тој кривичен закон беше 1995-та. Од тогаш почнав да разбирам, иако ќе кажам уште еднаш како млад правник, искусен можеби, меѓутоа не верував тогаш дека со некои пропусти во тој закон ќе не доведе до овој огромен правен скандал, односно до корупција и до таква мала
доверба во правосудниот систем и во сите институции. Од пандемиски размери. Ова е Корупција од ова пандемиски е размери. катастрофални, односно ја го викам рак рана е ова више. На целиот систем, не само на правосудниот. Во кулуарите на ова што се нарекува правосудна афела, важите за човек кој што често произлегува со одредени иницијативи во јавноста, односно она што е ваше стручна наобразба низ годините, низ децениите, сакате да го преточите на хартија со цел да ги избегнеме потенцијално идните дупки во устав, во закон, односно она што се нарекува можност за непочитување. Кажете ми, бидејќи сте активни на факултет за безбедност, вашите ученици, студенти, така да кажам, значи они што учат да го спроведат во иднина, да ги спроведат на дело одредбите од Законот за кривична постапка и прибирање на докази и сето она што произлегува, ќе произлезе од неговата работа, како кога разговараат со вас, што размислуваат, како размислуваат што се случува кај нас и што им одговарате? Вака, би кажал, пошто јас поред студентите, контактите со студентите од правниот факултет, односно од факултетот на безбедност, имам и контакти со некои студенти од правниот факултет, со работувам како млади правници, а и се дружам се уште со puno mladi pravnici, pomladi kolegi advokati, pa некои што се и помлади суди. Општото од овие гледни точки од последниве години, општиот мој став е дека нашата младина има два правца. Едниот правец е да во оваа држава се исели од оваа држава, бидејќи не може со честност, без врски, без политички врски, без роднински врски да дојде на право место со незините квалитети. Втората работа е тие што ќе дојдат, а такви се во глобала од колегите од правната фела и од другите фели, меѓутоа највише сум во контакт со правната фела, сите сакаат да дојдат на местата, то се суди, обвинители и другите места, меѓутоа претходно не сакаат да се потрудат да го сменат системот и најверојатно према тоа што не го кажуват јавно, ама од моите искуства, дека тие нови млади што дошле, некои били и мои приправници, слично постапуваат како досега овие, кои ќе дојдат на местата кај што треба да помогнат на оваа држава и да сменат нешто. Тука е проблемот у минималниот наш потенцијал на граѓани и стручнаци кои што честно и чисто се борат против оваквите девијации во државата. Добро, господин Петковиќ, што им говорите во тие ваши неформални разговори, каде што уочувате одредено можно поведение, како они би се... Како им одговарате, како ги насочувате, сигурно? Вака, насоките мои, првин, јас со нив се однесувам, пошто синот ми е постар од нив, внукот скоро колку нив ми е, се однесувам родителски у смисол. Мислам, меѓутоа, родителот може и да кара, да речеме да кара у смисол, јас со нив им забелешки у смисол им давам, односно претходно може би, бидејќи го сведувам секогаш, како и ова интервју, на законските прописи и стрикно објаснувам согласно на уставните одредби и законот, им ги давам моите мислења и до сега не нашле замерки на моите мислења или ќе климаат со глава или ќе потврдат дека е тоа така, меѓутоа реакции во смисол на, да кажам, реакции, иако се млади, јас го поише очекувам од моите колеги да реагираат, генерација и експерти до сегашни што учествувале во
во законските прописи, во комисии и тој дел, меѓутоа, досега од моето искуство, осим исклучоци од експертите, досега сите експерти со помош на толку средства, овие денови што ги видам, иако знам за некои средства, од USAID, од Сорос и од тие досега 1000 реформи имаме во правосудството, потрошени се огромни средства, што своевремено ги кажа американската амбасадорка, меѓутоа Трамп кажа уште повише средства се дадени во измените, во реформите на правосудството и досега и натака како што гледам ја од оние предлози што ги даваат се уште што не се оформени, не се уште на јавна расправа и последниве средства што се земени од 20 милиона евра, не видов некои предлози кои што значат усогласување на нашето законодавство што е обврска за влез во Европа, домашна обврска со европското законодавство, посебно со законите на Германија, Австрија, па и Хрватска и други некои земји. Така да резултатите во однос на реализацијата на измените не можам да ги обвинам само младите студенти. Не, далеко од тоа, ме интересираше меѓутоа досега интеракција, разговори со нив, има од нив почитување и ја ги почитувам, меѓутоа не видов млада снага која утре ќе не замени нас, пошто годините се години, и која овој систем што побрзо ќе го извади, а посебно да ја искористи оваа шанса, каде што премиерот досега, по моje мислење, по моje видување странично, се уште има ептен политичка волја да направи промена во овој систем, се труди со тоа што не може сам да го направи тоа, ако има као премиер. Гледаме дека у пракса, поради уставот, пропустите уставот, поради други пропусти у законите, не може да направи ништо, пошто немаме законски прописи, едино може индиректно, иако пуно замераат, да направи индиректно, како што сугерира, што јас не се слагам начелно, као експерт у смисол формално правно, да од улица ги фаќа за уши, како што вика, да се сменат со тој дел, утре и на Уставен суд, и на друго место ќе паднат овие одлуки и да се изнудат, осим оставки ако дадат сами, ако ги принудиш, и ако е тоа по мене политичко легално средство. Професоре, односно експерт по оваа проблематика, па нараз ке кажа, но јас го користам зборот професор, асоцииран на даскал, некој што ги учи младите, не мора да биде секојаш некоја титула. Јас сум непоправлив оптимист дека светот останува на младите и треба да им се даде шанса и да се верува во нив, дека можат да изнесат во некој идно време, да ги изнесат сите неусогласени и непрецизни закони, застареност на предмети, практична неказнивост за функционери и носители на јавни функции, отсутство на лична, морална и дисциплинска одговорност кај обвинителите и во таа правосудна афела во целост, политички влијанија, затворени процеси на реформи кои што никако да се завршат. Што е? Каде е? Јас ќе почнам првин од мојот дедо, јако бе многу млад, што ми кажуваше своевремено пред многу години, внуче, да запамтиш, од него имам учено оние народски, што се вика трајни, што се при пословици, што ги викаат у српско, што важат животни норми се тоа правила. Да знаеш, вика, дека лојзето го чува стравот, а не падарот. Јасно. Почнувајќи од тоа, кај нас, како што пред тоа кажав, почнувајќи од негде од 1996, тоа е човечки, може, у битието на човекот, ако нема страв, онда доаѓа егото и поклепата за збогатување брзо и без страв. 99%
од луѓето, не само младите, би го правеле бидејќи материјалното богатство е нешто што е на овој свет најважно према некој. Ретко и луѓе се кои што се тие може да ги речеме светци, кои што би почитувале некои норми ефтен без да има да речеме страв од казна. Затоа е измислено и законите се измислени и Божја казна која денеска никој не ја почитува и оние 10 Божји заповести и пуно работи се измислени, ова не е од сега, од настанокот на светот. Така да со разградувањето на одговорноста во правосудството, од таму се почна, со тогашен наш македонски, иако немаше потреба да се менја, пошто важеше тој југословенскиот за Македонија и тој беше македонски, пошто кривичниот закон имаше на Југославија и сите републики си имаме кривичен закон. И беше еден од најсолидните кривични закони југословенскиот, урнек на германскиот австро-унгарски кривичен закон, кој ден денеска функционира во Германија со мали измени. Така да не беше комунистички, како што го викаме, или беше европски закон од Австро-Унгарија, кај нив немало комунизам, социјализам, знаеме што е тоа. Така, тоа е европското право, кривично, базата, која до ден денеска. Со ослободувањето на тој дел, иако е релативно млад, ја реагирав уште тогаш за тие пропусти кои што беа и некои технички пропусти, мислев дека се, пошто го правеа правниот факултет експерти, кои што се признати експерти, некои починати, некои уште се живи. Така да, тој дел со ослободувањето на правосудството, со да судиите бидат вон уставот и 2005 за време на премиерот Бучковски, кога не знам кои експерти покасно го видов тој амандман, дека судиите не можат да бидат повикани на кривична одговорност. Таква формулација во устав и во закони, во ниеден закон и устав на земјава нема. Ни у недемократските држави. Ова е најдемократските. Од најнедемократските држави. Така, нема. но во она што нарекувам европски Не, ама и во кај што се диктатурите и нема таква, може праксата се функционира така, ама во законските и во уставите да има таква одредба да судијата покрај тоа што нашиот устав ова да стоеше амандманот за време на Бадинтер, немаше да поминеме да добиеме ни држава ништо, да стоеше, сигурно ќе го бараа да го бришат, меѓутоа затоа го донесоа покасно овој дел. Со тоа што по моја анализа покасно, пред 10 години, 15, видов зашто како, видов дека тој амандман може би за да се заштита од политички влијанија. Не, тој амандман е во образложението го нема у тој дел, меѓутоа во литературата, иако не до крај, го правдаат, што не е оправдување, со независноста на судиите. Так, односно нивна заштита од евентуални политички влијанија. Од евентуални политички или какви влијанија, меѓутоа ептен наивни сме, јас и моите предлози, амандмани што ги давам повеќе од 15 години за враќање на тоа кривично дело у КЗ, кривичниот закон, најдобро образложение стручно и од моите истраги и од Европа, каде што независноста на судиите е привилегија на граѓаните, а не е привилегија на судиите. Во сите демократски држави и дури има од 2007 одлука на Европскиот суд за човекови права, Мобинго се вика одлуката со држава некоја од вајда од Африка или кај е таму државата, не сум го истражил, меѓутоа кај што стои дека независноста на судиите е привилегија на граѓаните. Уште повише што во сите демократски држави никоја власт, па ни судската, не може да биде над уставот. Овој уставен амандман со почитуваниот мој колега од факултет, професорот Саво Климовски,
во неговиот учебник има ставено дека амандманите на уставот, не уставот, амандманите на уставот, значи после уставот што се, ниеден од амандманите не може да биде во спротивност на основните начела. Овој амандман е спротивен на 4-5 основни начела на уставот. Значи како таков е противуставен. Не сум покренал за противуставност, не знам дали уставниот суд ќе зрел до таму, иако уставен суд гледаме дека ептен се консултира со Венецијанска и со тој дел, ептен покажува некој, па после ќе кажам за последниот закон за кривичен што направи. Со тој дел, меѓутоа, овдека како прво член 8 став 1 алинеја 3 основната што сите партии, сите ми го знаеме флоскула, иако за мене не е флоскула, ама владението на правото. Владението на правото значи правна држава, односно значи почитување на уставниот систем. Значи овој не го почитува уставниот систем каде што член 9 став 2 сите граѓани се еднакви пред уставот и законот. Испаѓа дека овие граѓани како што своевремено има фокус се заштитени мечки, така ги нарекуваа во медиумите фокус своевремено пред и дури оваа формулација не значи ни имунитет, така го споменат имунитет. Така. Дури не можеш да ги повикаш на кривична одговорност, односно и кривична пријава не можеш да им покренеш, ќе се одбие. Ни у полициска станица да разговара со нив не можеш за кривично дело. До таму е таа формулација. Затоа реков таа најпијана формулација. Да не може да бидат повикани на кривична одговорност. Уште поише, што во тој устав наш, кој што е и во законот за судови, стои дека судиите судат врз основа на устав, ги донесат одлуки, устав, закон и меѓународни договори кои што се дел од нашиот систем. Инкорпорирани во нашето законодавство. Кои што се дел, тие не се инкорпорирани, меѓутоа со уставот се дел. Тие се стојат како сами, меѓутоа се самото што со член 8 тие се составен дел на нашиот и одлуките на Страсбург се составен дел, одлуките дори не само одредени одлуки што се важни треба да бидат пракса задолжителна. Одредени билатерални договори се ратификувани во собранието. Не, тие сите што се ратификувани во собранието, другите не се. Така да во тој дел со тоа што и обвинителите се, пошто паралелно во судскиот систем, и обвинителите се должни према уставот да судат врз основа, да ги носат своите, не да судат, да одлучуваат, да работат врз основа на устав и закон и меѓународни договори. Значи, ниеден спрема уставот не може да работи, да ги крши, кажано наше, македонски, да ги крши, односно да не ги почитува уставот и законите. Сега, професоре, пак ќе го искористам тој народски термин даскал професор. Во ова што се нарекува, што добив материјалите од вас, законска регулатива правосудство и нивна непримена во пракса, стои нешто што вели вака. Член 77 став 1 од уставот. Односно го тангира делот на девалвирање на уставниот институт интерпелација. Ако добро ве разбрав, ако се заштитени како бели мечки и очигледно дека сите имаме исти права, ма некои имаат повеќе права, веќе ги наведовме кои се тие, дали постои опција политичка за нивна интерпелација? Односно, ако знаеме дека нели се бираат на начин како што се бираат, дали може во собранието на Република Македонија да се изврши преку интервенција, односно да се направи интерпелација нивна? Вака, првин институтот интерпелација или импичмент во меѓународното право, односно демократските држави, е еден институт за сите. И кај нас, начелно, член 71, кажува дека интерпелација може собранието да покрене со 20 пратеника за сите функционери, сите јавни функционери. Нема тамо кој како, под сите се разбира сите влегуваат тука. Со тоа што има градација
Едно е интерпелацијата, иако не би требало по моје стручно мислење дека уставот дали е погрешно у преведувањето од странските кои го правели уставот, дали недораснатоста од стручен аспект на тогашните експерти што го правеа уставот, има три форми. Едното е интерпелација за сите функционери и постапката не е довршена, после ќе кажам, е разработена со деловникот. Што е погрешно разработено? Деловникот за работа на За собранието. работа на собранието, пошто е оставена празнина, по мене намерно е оставена. Иако не знам дека биле умни уште 2001, дека биле умни толку, ама испадна биле поумни од сите нас, што го правели законите и сега се изненадувам, сега викам дека биле поумни од нас за да прават дупки и празнини. Тоа главната работа е проблемот. Со тоа што второто е интерпелација на владата. За интерпелација на владата е јасно. Кој ќе се изгласа интерпелацијата на собранието, со самата таа одлука им представува по сила на устав мандатот. Нема тука дилема, тоа во пракса го знаеме. Да. Третата интерпелација импичмент е на преседателот. Исто со изгласувањето на, иако постапката е посложена, меѓутоа со изгласувањето на интерпелацијата согласно уставот, престанува мандатот и на преседателот. Со тоа што овдека таја празнина што е во уставот недоречена, а ова ја има уставот, другата, е попунета со деловникот и новиот и првиот и оставено е намерно по мене сега од умните политички и пратениците празнина да интерпелацијата по мене биде шала, да не речам друг израз, да не заврши како што знаеме до сега, ниту надзорните расправи, ниту ова не завршива, иако тие немаше одлука, ама видоме пред месец дена за интерпелацијата на судскиот совет. Тоа беше интенцијата. Видоме дека интерпелацијата е оставено само на волјата дали ќе дадат оставка, иако има уште една одредба што е јака и пракса и од римско право и пракса, тој што те избира, тој те разрешува. Они се избрани од собранието, меѓутоа без разлика на кого промет, ама последно тие барем 5, по мене за сите функционери, не само овие 5, за сите интерпелацијата собранието 20 пратеника имаат право да направат. Како што е формулацијата во уставот. Меѓутоа видоме што е и испадна дека, како да речеме, да не бидам изразот, да не биде правнички, испадна дека беше све бадијава. Испадна сега дека тоа што го вика премиерот, дека од улица со притисок, меѓутоа кој знае кој од нашите функционери, ретко кој дал оставка, памтиме 2-3 оставки, некои биле прифатени, тоа е моралот кај нас, ама ако идеме на морал, дедо ми ќе ме тепа за уши, ќе ме кара, ќе рече дека стравот го чува лојзото, да не го чува падарот. Мислам пада... Даскале, вака. Со тоа што уште овде. Значи, може со доработка, пошто и со 2/3 или мнозинство, со доработка на деловникот, не треба да се менја уставот, да се стави само 2 збора дека со донесување на одлука, не заклучокот, по сила на устав, представува мандатот на тие јавни функционери за кои што е изгласана интерпелацијата. Така да... Добро, сите вие изменети 3 децении и кусур, гледаме реформи. Реформи во образование, реформи во она што се нарекува за кривичен законник, имаше и одредени уставни измени. Зошто кај нас реформите не даваат резултати? Имаме ние јасни цели и мерливи индикатори. Дали ни недостасува надворешна контрола и транспарентност во креирањето на законите. Толеранцијата кон институционалната неодговорност и неефикасност, односно молкот на институциите, или државата се базира на работа на институциите, односно молкот на институциите пред очигледни прекршување на уставот и законите. Вака, ќе почнам од преска, како што кажав, иако моје мислење лично, меѓутоа мојата пракса до сега ми кажува дека повеќе сум право од тој дел, пошто од животното искуство ме научи дека
може поединец да направи, као што сум успеал некој сам со лобирање, да смениме нешто многу малце. За мене биле тие многу победи големи, ќе кажам, кај што се со активности, со помош на експерти, некои со надворешната заедница, меѓутоа овдека проблемот не се ни политичката волја, иако таа ја немало до сега. Еве сега имаме до нега и тоа јасна и гласна и дури и уште повише што посебно од американците од доаѓањето на Бајден нема такви притисоци врз власта или врз премиерот дека не може, дека ќе се меша владата и парламентот кои што се во третата власт, кои што се задолжени по устав и по закон да носат законски прописи. Премиерот беше десиден, 2% доверба. Ама довербата е башка работа. Довербата е за власта, не се слагам со поддршката и желбата на граѓаните едно. Зборам јас од аспект на уставен. Владата и парламентот се тие единствени што предлагаат закони и што ги носат законите. Уставниот суд е каков што е таков. Предлагаат, ама ги носи собранието. Ги носи собранието. И они може да донесат и за ветинг, што барем да е вистина, не знам, не навлегувам политички, своевремено премиерот, да не го споминам по име, кој беше разочарување на сите граѓани, своевремено, кој кажуеше ветинг на судиите, вака ќе брам, така ќе брам, не ги влече се заучи, меѓутоа направи тоа што направи, бетер направи. Ништо не направи, бетер направи. Овој премиер е дециден, дека со 2% доверба на граѓаните во правосудниот систем не може да иде напред. Не, сакам, тоа е факт од сите и странците го викаат, тој сведе, не е проблем тој, факт е тој. Уназад години кажува дека има корупција во правосудниот, тоа сите на сите усти. Дека борбата ќе продолжи. Он е дециден што издржува уште и драго ми е што издржува оваа борба, бидејќи до доваѓањето на пратам од телевизии, од тој дел, до доваѓањето на Трамп, сите европските уште остануваат на тој дел, да не се меша власта начелно викаат, иако се работи за владата и министерствата и собранието, ако се трите власти, овие две различни, меѓутоа нивна уставна, повторувам да знаат тие што молат судиите да бидат судии, како посебно американската амбасадорка, последно што ги молеше уставните судии да бидат судии и да работат како што дале заклетва. Тоа знаеме дека уставот така и заклетвите. Меѓутоа, не се согласувам дека владата со министерствата, која е овластен предлагач на законските предлози, и собранието кое е овластено единствено да носи закони, измени, дека со сите закони, без разлика ако уставниот суд он е само надлежен да ги укине, да ги поништи, да ги тој дел, до тогаш тие закони легитимно е и мешање и какви да се тие закони, се разбира дека у оквир на уставот, јас сум формалиста, за така и го водам цело ова, и мој живот работам така, можда не чини, меѓутоа тој ми е поваѓање од уставот и тоа е формално правно. Превише можеби сум формалиста, кажуваат колегите мои и во адвокатура. Наш стратешки пријател или стратешки сојузник, нема пријателство во љубов во политиката, но стратешки сојузник се Соединените американски држави. Јас ја поздравувам секоја иницијатива што доаѓа од нашиот стратешки партнер, а гледам последно време стратешки партнер ни постана и Турција, Туркија, а се најавуваат и други стратешки партнерства, но не се согласувам дека треба било која амбасада, па и од стратешки сојузник, да моли некого. Во оваа држава постојат институции на системот и тие мора да работат по закон, во формално правна рамка. Све друго е прекршување. Начелно, формално правно, пошто кажав, сите тие реакции се на амбасадорите до сега со нијанса, иако тој што плаќа ќе бара утре од тебе резултати, може само да не ти даде говорите средства за проектите кои што се финансирани сите проекти до сега што ги видам и од Сорос и од до сега сите проекти што се дадени од сите, од Холандската, она октанската мисија што се огромни средства се дадени и никакви резултати.
и нема право да се меша у стручниот дел. У стручниот дел, иако ни прибе, ни очита лекција од стручен аспект, се разбира со нашите експерти што кажува што се проблемите, што овде не ги кажува, што овде изгледа не може да ги кажат храброст, да кажат како што имаат поединци, мои колеги, ретки што се како и јас овде ги кажувам, плаќам иницијативи до собранието, иако може сум Дон Хихот, не ме викаат така, не смеат така да речат, иначе да не кажам друго, испаѓа тој дел, пошто 30 години амандмани пуштам, до сега има 2-3 успеано од стотина, и кај што е ептен експертски направено, ептен кршење на законот и уставот, се образува мука немаат, проваѓаат со лоби групи и со тој дел, и закони и на Уставен суд не реагираше до вчера Уставниот суд, од сега не знам како ќе реагира, зборам, у пуно законски прописи сум учествувал директно или соработка, така да, од смисол на, да се вратиме на тој дел, на институциите, дали ќе функционираат, тоа знаеме дека не функционираат. Иако има политичка волја, иако досега институции што видовме дека функционираат, едните сами почнава да функционираат, тоа е МВР и уште некои министерства, иако МВР е за овој аспект за покренувањето на кривичните пријави, обвинителството знаеме како почна да функционира од која што беше ставена постапката отпочната за разрешување на обвинителот. Од тоа што го гледаме, можело значи да функционира експресно, ама тоа е со индиректен легален притисок. Некои експерти, да не ги кажам како ги викам јас, кажуваат дека е тоа принуда, како е принуда кога со законски средства е почната постапката. Каква принуда кога владата има право по устав, по закон, да покрене со министерство заедно, да покрене постапка за разрешување. Собранието е тоа што го бира и што го разрешува. Без разлика на позитивно или мислење на Советот за обвинители. Така е постапката, устав и све. Так све е формално, исправно, позадина што стои тој ваква или таква, ама сега ние можеме да толкуваме дека е тоа партиски, вака, така, што тој дел не навлегувам, иако имало кај нас и кажуваме дека немало ни партиска волја, односно имало партиски местења и на суди и од една власт и од друга, и тефтерчиња и мефтерчиња, све видовме, и обичниот градин го знае тоа, камоли ми е што сме у судската фела или експерти од тој дел, или што имаме информации и инсайдерски, лични, вакви и такви, така да, меѓутоа, сите легални постапки од владата, процедури што се уставни, ги поддржувам, дури до сега и пишувам иницијативи и до премиерот, и до министерот за правда, и до парламентот, до сите и до експертите. До сега никој од нив не се нашол да одговори дека не е согласно уставот, тешко ги прифаќаат, меѓутоа лични разговори, климат со глава, да речеме, и сум некој кога рече почитуван, да не речам страко почитуван, дека сум формалиста, меѓутоа прифаќањето иде тешко. Даскале, да, во тој контекст беше и следното прашање, или за оние ваши предлози во делот на кривичниот законник КЗ, законот за кривична постапка. Гледам, имате тука наведено можноста за укинување против уставниот имунитет на јавните обвинители, введување на систем на лична дисциплинска одговорност, јавни транспарентни постапки за избори на напредување на носители на функции во правосудството. Сега, вие ми доставивте предлог, иницијатива, значи со предлог амандмани за измена и дополна на Законот за судски совет и одредени од она што нарекува клиничка настава на факултет за безбедност, одредени измени на кривичниот законник во делот на кривични дела со нагласок на кривични дела против службената должност. Може малце вака ќе почнам подетално од последното. Так. Прво е ова, меѓутоа поактуелно моментално е и постапката, да кажам, каква е не вред по мене, од последните да кажам предлог, иако не е последен предлог, ама сега е реактивиран, предлогот на закон
Иако по мене нема потреба на закон, треба измени на законот за јавното обвинителство. Так. Овој предлог на закон, пошто иако сум бил оттек во сите скоро предлози, меѓутоа негде 2023 повише бе во тек у измените кои беа криминални, што ќе кажам после тоа законот на кривичен закон, кој што е катастрофален по втор пат за нашиот правен систем, кој што го сруши целиот правен систем. Измените ставени се на НР, тоа значи на јавна расправа, преведено. Јасно. Ќе кажам што значи за мене НР-от до сега од праксата и од сегашната пракса. И сега поради интервенциите индиректни на РОКАС, односно на Европската заедница, во однос на дадените 20 милиона евра за реформи во правосудството, дека уште не сме почнале, на брзина од Министерството за правда, експертите, и ако не видиме кои го правили, и ако овој е правен, законов е правен од 2023, предлогот ли е... Тоа е законот за јавно обвинителство. Јасно. Меѓутоа не виде светло. Бил на НР, не сме го виделе, меѓутоа сега на НР едва дојдовме до тој, од весници видоме дека е ставен тој закон на НР наскоро, Министерството се пофали и преку некои мои врски и експерти едва дојдовме до НР. Направив предлог измени на тој закон. Сега за целата што беше најголема моја, да кажам, жалост, да не речам нервоза, иако нервозата бегам, да кажам, пошто годините се тој дел и навикнав на тој да по втор пат во законот за јавно обвинителство некој од експертите, првите експерти знам и не знам кои се, што беше од 2007, се дрзнува да повторно на мала врата воведе противуставни одредби, односно со формулација на преформулација на членот 70, сега е членот 71, да стави формулација дека јавните обвинители не може да бидат притворени. За притвор нигде таква формулација нема, како што кажа во онаа формулација, да судиите не можат да бидат повикани на кривична одговорност за своето мислење, што е вред начелно само за мислење, меѓутоа за одлуките со кршење на закон, што против уставот, оние што ви кажав сите уставни начела основни, секој граѓанин ќе биде повикан и да предеш ти на црвено на пешак, ќе те катнат утре. Или кривично, сега и овие што ќе доаат нови закони и да возиш без дозвола пиен, кривично ќе одговараш и кола ќе ти земат. Ти ако си возач. Така да и судијата кој што треба да го знае правот и не сме да го крши, мора да го почитува. А и за обвинителот, кој што кажа предходно уставот, уште вика дека обвинителството своите одлуки ги работи и действија врз основа на устав, закон и меѓународни договори. Тоа му уставна норма. И второ, у новиот предлог, у член 4 е ставено дека обвинителството работи од устав формулација. Меѓутоа, на мала врата, во член 71 се обидуваат да искористат една комбинација која не важи и која е противуставна, да го искористат член 107 од уставот, кој со амандманот 30 е избришан, каде што стоеше дека за притворот не вика дека не може да биде притворен, него за формулацијата е друга, за притворот на обвинителите одлучува собранието. Што тоа време кога ги бираше беше вред начелно, уставна одредба. Тоа е некој имунитет, како што имаат сите и пратениците и судиите имунитет за нивниот притвор да одлучува никој друг, ама не да не можеш да го притвориш, да одлучи некој да го ослободи од имунитетот. Траен имунитет со еден збор. Со збор нигде не сретнат во ниедно до сега литература, правна и закони го има. Да не може да биде притворен само. И другото, мислам, до таму се дрзнале, баш како со другите комбинации на дисциплинската постапка, да се стават исто така и во стариот закон, и во законот од
19 или 21 беше вториот закон за обвинителство нов, нема нигде дека има ниво другите дисциплински ниво, закон за работни односи, нигде кај што се дисциплински повреди, нема дека има 3 вида на дисциплински, ова е уникат и во светската пракса законодавна и кај нас, дека имало понивно намерно стајани, дека има три групи на дисциплински повреди. Лесни, тешки и најтешки. Со тоа што тоа е намерно све правено, за лесните и тешките се водат дисциплински повреди од страна на комисијата на обвинителството. А за оние најтешки? И најтешките води комисијата како предлог, па после мериторната одлука ја носи по тој предлог Советот за обвинители, за разрешување. Бидејќи вамо е за разрешување, пошто он ги бира и ги разрешува. Меѓутоа, што со овде? Паметни од што кажав дека многу сме паметни правниците дупки или да изводуваат финти. Разликата измеѓу тешките и најтешките е минимална, исти се тие со тоа што ставени се допуни, да кажеме, у тој дел дека последици, што нема врска за дисциплинските, дисциплинска непочитување на закон, е таа дали има штетни последици, нема, бидејќи јавните органи, меѓу кои обвинителството, судиите, се должни како судија и обвинител да го знае законот. Должен е по закон, иначе не би бил. И да го знае и нема да го толкува, него го применува. Толкување на закон само прави собранието, никој друг не е надлежен. Тука е целиот стос со не знаеме, се правиме дека може секој да толкува и тука е тие проблемот. И ако толкуваш погрешно, не одговараш, толкување го викаат, а не го викаат кршење или непочитување на закон. Тоа е све игра на зборови. И во пракса ќе дојде да, пошто постапките ги почнува комисијата од обвинителство избрана, оно ќе ја дефинира повредата како тешка, нема да ја дефинира како најтешка, има слобода, пошто се слични тие, слобода и кого сака како што е до сега, ќе му ја дефинира најтешка и Советот ќе договорено ќе го разреши. Што е ретко да ги разрешуваат, ама кого сакаат, како што беше у судскиот совет, неодамна што разрешија 3 суди на апелација, што ги разрешија одеднаш за позадина, ја кажава таму да не ја кажувам позадината, ја кажава медиумите, кај што има некој, бившата претседателка имала таму некои предмети со сопругот и едногласно на брзина ги разрешија. Дали треба да се разрешат, по мене, имам прашалник за тие, у смисол да... А кој ги разрешува? Судскиот совет, зборам за судиите, паралела. А за обвинителите нема многу разрешување, меѓутоа... Ама одлучува Советот за јавни обвинители. Не, овдека одлучува за разрешувањето исто Советот за јавни обвинители. Ама, така е уставот. Меѓутоа, во уставот нема дека дисциплинската ќе ја води за сите дисциплински комисија, таа е додадена во амандманот, зборам, на уставот, амандман 30, кој е бришен член 107. Бидејќи 107 е предходно пред Советот да се донесе кај што собранието ги бираше, собранието ги разрешуваше. Така, јасно. Тоа е по мене највред, тие што така и треба да биде, ако се Тоа се говори за, не знам, пошто претениците се избрани по волја на народот, значи на непосредни избори, но претениците се истовремено и членови на политички партии, дека ќе има политичко влијание. Јас овде ќе допунам само, пошто за овој дел немаме толку време да ќе допунам дека во наредните, јас кај што ги имам и измени и на Законот за судски совет, и на Законот за совет на обвинители, јас предлагам заедно со професорот од неговата Налабович книга, кај што е награден и светски, кај што предвидува тела, овие независни тела, предлагам, кај што имаше и мислења во последно време и од некои експерти, и што мене е вред, да, и судскиот совет, и советот на обвинители се депрофесионализира и да биде непрофесионално тело, не да се избира и начинот на изборот да биде друг, не да биде избрано како што сега се избира, и да бидат посебно професионалци, него да се останат на своите места,
суди и обвинители тие што се, други кај што се таму, од експерти и од професори, и да не работат за плата, да работат за награди, и тоа не волкави, и економски ќе се заштеди држава во тој дел, така да и ќе биде слободата, независноста поголема. Овде е уште една, кога се работи за средствата, без разлика што не знам колку ќе се љутат, иако ми враќале у предмети некои мои, пуно од судиите, иако пред мене друг ще зборат, меѓутоа и последици може ќе се има, меѓутоа од тој дел немам мука, ни со годините, ни со тој дел. Бараат, што се слагам ја начелно, ама не сега, бараат и судството и обвинителството буџет за независноста. Океј, тоа е во демократските земји кај што имаме свест, кај што свеста владее, кај што за секоја работа оставка ќе дадеме, не како антикорупцијската председателката што без разлика дали презумпција на невиност и тој дел, видовме што се деси, видовме другото уназад, не знам кој само до сега уназад на помало ниво, да речеме на функционери, ама кои што се поважни за нас, кои што раководат со институции регулаторни, како што е судски совет, како што е совет на обвинители, како што е сите другите кај што јавно беше, да речеме, видено дека докажано индиректно, ако наблегуваме, иако е од аспект на вина, ќе кажам за антикорупцијската паралела, до сега, што е проблемот у Македонија? Што мора да имаме од мајка родено, мојата сегашна соработничка, едно време стручно се расправаме, пошто не е од фелата, мора да пофалам председателката на антикорупцијска бивша, Билјана, иако не е правната фела, видовте што направи и како направи да ја оживее и да направи до ден-денска легенда во антикорупцијската дејност. Видовме новава што видна не само со председателката, него и со целата корупција, целата комисија, видовме и целиот народ гледа, а ја би кажал, еве, не е битно дали бил тој обвинет. Не е битно во моментот кога ги давала. Ако е утврдено како што кажа обвинителството, сомнението дека, а она го потврди, дека тие се заштитени податоци, не мора да биде и кривично дело, тоа и може да биде дисциплинска постапка, како што е у работните односи, вајде пошто имаат они работен однос, споделување со било кого заштитени податоци. И лични податоци да се утре, а камоли се одговара. Така да, тоа барем на пресот, после долго време кога се појави, го призна самата, дека споделува со пријател, не со обвинет. И со пријател, и со брат, и со синот да го исповедеш, тоа е трето лице. Мислам, тие податоци, што се? Заштита на податоци. Професоре, ви благодарам на првиот дел на ова така темелно излагање. Драги гледачи, сега ќе преидеме на реклами и секако понатаму ќе го имаме на располагање професорот во она што нарекува негови предлози и иницијативи. Сега предлагам реклами.